не треба да се би рекла пофатат оние мислења дека во Република Македонија сакаме да правиме заедница која што би била заедница која што ќе ги крши останатите слободи и права на некои други заедници и така натаму. Значи мислам дека институција брак е една работа, заштита на слободи и права е сосема друга работа. Значи овие два аспекта не смеат да се мешаат. Значи оној кој што смета дека е дискриминиран, дека му се повредуваат еднаквоста на слободите и правата и така натаму, тоа е прашање кое што треба да се решава по судски инстанции. Република Македонија всушност е држава која што е потписник и ратификувач на бројни меѓународни документи и европски документи за човековите слободи и права, така што преку користење на овие механизми може да се обезбеди недискриминирана позиција, односно може да се обезбеди еднаквост пред граѓаните. А самата институција брак како животна заедница, нормално и останатите форми на заедници кои што се предвидуваат или животни заедници или партнерства кои се предвидени во амандманот ќе мора да се усогласат со овие меѓународни документи, меѓутоа јас би рекла и со уставната норма член 40 од уставот кој што исто така треба да претрпи одредена промена доколку се остане во оваа форма. Инаку, дали прашањето на бракот дали е уставна или е законска материја, исто така и тоа беше прашање премногу зборувано, премногу дебатирано. Непотребно акцентот се стави на тоа дека Македонија не треба да излегува надвор од оние држави кои што се во мнозинство наводно, а кои што на законски начин го уредиле прашањето на брак. Има многу добри примери на држави каде што со уставот се уредува институцијата брак, дури се поврзува и со семејството, и со родителството, и со грижата за децата. Добар, одличен пример е уставот на Полска, дури јас сугерирав да го земеме тој член од уставот на Полска и да го комбинираме со нашиот член кој што се однесува на посебната грижа за заштита на семејството, на брачните односи, на родителството, на мајчинството, на заштитата на децата и така натаму. Да не зборувам кои се држави имаат уставно загарантирана форма на брак.